Целта на денешниот состанок е да зборуваме и да се расправа околу предлозите, идеите, препораките што ги даде Стопанската комора на Пелагонискиот регион, и тие предлози се упатени до премиерот, вице-премиерот, до владата на Република Северна Македонија и се она што е потребно за да се подобри инфраструктурата на овој дел. Тоа е познато дека Пелагонискиот регион заостанува со патната посебна инфраструктура и токму за тоа овој состанок да се направи напор час поскоро и што побрзо да се воспостави таа патна инфраструктура најдобро што може и најбрзо што може во Пелагонискиот регион. Особено задоволство ми е што денес се наоѓаме во еден ваков состав за исклучително значајна тема, а тоа е инфраструктурата за Пелагонискиот регион, кое што факт е дека е запоставена во изминатиот период и дека токму можеби овој состанок, ваквата средба и ваквата консолидација на сите засегнати страни, локалните самоуправи, централната власт, меѓутоа и бизнис заедницата, ќе овозможат да што поскоро се консолидираме, затоа што на сите нивоа факт е дека се дебатирало, на сите нивоа факт дека се согледувале состојбите и дека се нуделе решенија, меѓутоа ова е моментот кога имаме веќе созреаност која што ќе даде на вистина добра насока, експедитивност во тоа како да се поставиме во деновите кои што следуваат, за да граѓаните го добијат она што го заслужуваат, за да бизнис секторот го добие она што го заслужува, затоа што се знае она што е насушно потребно и она што е добар инпут и добар императив и добар предизвик и што дава практично економски развој, а со тоа бенефит и за бизнис заедницата, меѓутоа и за граѓаните, затоа што ние политичарите токму за нив постоиме и токму за нив треба да ги водиме политиките. Верувам дека после овој состанок, после оваа денешна средба, да вистина ќе добие една акцелерација која што наскоро за среќа на сите нас ќе ја гледаме како добра завршница. Еве, како Стопанска комора најдовме повеќе, после толку повеќе време со ова влада да возможиме еден ваков пристап, една ваква јавност за регионот кој што тој Пелагонискиот, плански Пелагониски и Преспански регион, регион втор по големина во Македонија, регион со околу 8300 правни субјекти, регион со 220.000 жители, регион кој што ствара 13% БДП, али би кажал за жал до 96 година овој регион ствараше 16% БДП од Македонија, регион каде што вторе по големина по БДП, меѓутоа со главните индустријски цели производни е прв регион со 300.000 литри млеко дневно, што е 90% од цело производство, со 1.100.000 килограми јаболка, тоа е 90% од цело производство, со тутуно 65% производство, со енергија 90%. Меѓутоа, сите овие бројки би биле уште поголеми ако ние, овие наши барања кои се повеќе од 15 години, кога настапуваме и бараме повеќе од 15-20 состаноци со коморите и со владата, дека најбитно за развојот, за поврзување помеѓу Централна Европа, Северна, Југозападна Европа, преку Италија, ни треба нас автопатско решавање. Ние, еве што министрот најави за 2021-2022 година автопатско решавање при Лебитола, многу важно. Најави дека ќе се изгради за 2021 година правецот Дреново градско, и тој е многу важен. Меѓутоа, економски развој, во кој што ќе имаме странски инвеститори без инфраструктура современа, а тој е автопат. И затоа е денеска овој состанок да видиме како ние стопанствениците заедно со вице-премиерот, со министерот, со владата, да видиме, да се пренасочиме директно во автопатско решавање. Само така можеме да бидеме поконкурентни во Европа и што побрзо би влегле заедно со сите компании европски, да можеме стварно да видиме делот на Европа. Ова влада работи транспарентно, отворено и врз основа на тие политики нашиот партнерски однос со бизнис секторот го градиме преку отворени диалози кои што ќе бидат отворени денеска токму на овој состанок.
Сакам да потенцирам дека Прилеп и Битола, но и другите општини од Пелагонискиот регион не се заборавени. Напротив, овде во изминатиот 3-годишен период се случуваше силна инвестициона активност во делот на целокупната инфраструктура. Инвестициите во изградбата на нови патишта, гасификација на Пелагонија, проектите од комуналната инфраструктура продолжуваат и во наредниот период. Неодамна и со председателот на владата, Зоран Заев, имавме една плодна дискусија со градоначалниците од овој регион, каде јасно до знаење дадовме дека владата е силно фокусирана на модернизација на целокупната патна инфраструктура во Пелагонија. Она што би сакал најпрво да го потенцирам и да изразам задоволство од текот на реализацијата на проектите кои што ги водиме. Морам да споменам дека наследивме многу проекти со големи проблеми, не својствени за градежништвото, но сакам да укажам дека голем дел од тие проблеми се веќе надминати и сега имаме почист терен за работа. Верувам дека стопанствениците ги интересира коридорот 10D, кракот од градско пасе до границата со соседна Грција и еве накратко ќе се обидам да дадам слика за состојбите и активностите што ги превземаме за модернизацијата на овој коридор. Ги надминавме сите проблеми и состојбите со стариот изведувач на изградбата на експресниот пат од Градско до Клучка Дреново. Градежните активности ги превзеде компанијата Штрабак и тие веќе од минатиот месец се воведени во работа и верувам дека со подобрувањето на временските услови оваа градежна сезона напролет ќе бидат зголемени активностите. Инаку сега физичкиот прогрес на оваа делница е 33%. Понатаму, за втората фаза, Клучка Дреново до Фаришка клисура, знаете дека и таму изведувачот ја има напуштено трасата. ЈП за државни патишта објави нов тендер за доизградба на останатите 65% од оваа траса. Во овој момент се врши евалуација на пристигнатите понуди и наскоро очекуваме да добиеме одговор за тоа кој ќе продолжи на оваа втора делница и нашите желби и верување се дека ова лето ќе имаме силни градежни зафати на овој коридор 10D. Третата фаза, проширување делница од Прилеп до Ленишка река и изградба на трета лента од село Беловодица до каменолом Маврово, се врши проектирање. Се очекува тоа да биде завршено до крајот на март и потоа во мај веднаш ќе се распише тендер за изведување на градежните зафати. Во меѓувреме ќе се рехабилитира магистралниот пат Фаришка клисура Прилеп и практично изградба на трета лента Плетвар. Тендерската постапка заврши и моментално сме во фаза на евалуација. Владата предвиди и изградба на автопатско решение Прилеп-Битола. Нешто што е новина и нешто кое што е влезено веќе во програмата на јавното претпријатие за државни патишта и започнуваме со изработка на идеен проект и физибилити студија и сите други социјални аспекти за подготовка на тендерска документација за градење според условите на ФИДИК правилата во должина од 43 километри. И на крај, за оваа година предвидена е и рехабилитација на државниот пат Битола до граничен премин Меджитлија, а работиме и на проектирање на експресниот пат Битола-Меджитлија. Ве уверувам дека сите овие инвестиции ќе дадат силен инпут во економскиот раст и развој на Пелагонискиот регион, а ние како влада остануваме силно фокусирани на унапредување на целокупната инфраструктура за да создадеме квалитетна патна мрежа и да овозможиме брз и безбеден транспорт на стока и патници. Би сакал само уште да потенцирам дека изградбата на магистралниот гасовод од Неготино до Битола преку Прилеп е исто така во финална фаза на реализација со отклонување и на последните проблеми кои што ги имавме на трасата и некаде таму реализацијата е 93%. Очекувањата се дека во текот на оваа година ќе заврши и овој магистрален гасовод, а ќе продолжиме со реализација на проектот од Неготино до Грција и поврзување со нашиот јужен сосед. Така што работиме на инфраструктурата, имаме силна визија и силен импакт на оваа влада кон решавање на сите инфраструктурни прашања во овој регион. Навистина денеска за мене е задоволство да имам можност да се сретнам со представници на бизнис секторот кои функционираат во Пелагонискиот регион и секако благодарност на градоначалникот на Прилеп и градоначалничката на Битола што одлучија заедно да го организираат овој настан со сите стопанственици. Ова е еден знак дека соработката помеѓу општини за
интерес на граѓаните, секогаш е нужна и добра. Денеска сме овде да ги представиме плановите на владата за економски развој на регионот, особено кога станува збор за директната поддршка од владата кон компаниите, но и да ги представиме нашите инвестицијски планови за инфраструктурни проекти со кои ќе ја подигнеме конкурентноста на фирмите, конкурентноста на регионот, како и да зборуваме со намерите во однос на системски промени кои ќе донесат царински и даночни олеснувања, што е уште еден чекор напред и за поддршка на домашните, но и на странските компании за нивен раст и развој. Би започнал со тоа дека ние навистина сме посветени да работиме за развојот на инфраструктурата, и тоа не само во овој регион, туку во целата држава. Зашто планираме во наредните години да инвестираме значителна сума на средства. Тие се проценети на некаде 1 милиарда евра, а само во 2021 година планираме за изградба и реабилитација на патишта да намениме околу 200 милиони евра. Овде не треба да се забора дека општините Прилеп и Битола беа едни од општините кои што добија најголеми износ на средства од ТАФ проектите, така наречени ТАФ проектите, со вкупна сума од прилика 3 милиони евра, од скоро 10% од вкупните износ на средства кои што беа наменети за сите општини. Ова само укажува дека ако еден регион придонесува со 13% во бруто домашен производ, а две општини од тој регион добија 10%, каков добар однос имаме ние како централна власт кон локалната самоуправа. Јас лично сметам дека Пелагонискиот регион е навистина атрактивен за компаниите. Пред се заради близината со границата со Република Грција и блиското пристаниште со Солун, и токму затоа сме во намера овде да имаме вистински инфраструктурен бум, со кој ќе направиме модерни и безбедни патишта за побрз трансфер на производите, но и на самите луѓе. Вкупните инвестиции во патната инфраструктура во овој дел од државата очекувам да изнесува околу 300 милиони евра, се разбира во неколку години. Веќе министерот за транспорт извести за сите намери. Но јас би сакал да укажам на една делница, која што е толку зборувана, а таа е Прилеп Битола. За прв пат воведуваме нов начин на градење на автопатски решенија во државата, а тоа се ФИДИК правилата. За граѓаните само морам да укажам дека овие правила ни овозможуваат да имаме автопатско решение поевтино, побрзо изградено, или во временски период ќе заштедиме најмалце 1,5 години ако би оделе со нормално начин на проектирање и на градење. Од денеска можам да кажам дека Пелагонискиот регион ќе има автопат Прилеп Битола за 1,5 години најмалце и побрзо од што ќе имаше во било кој друг случај. Моето очекување е дека веќе на есен ќе имаме избрана компанија која што ќе работи на автопатот Прилеп Битола. Се надевам, ако не послужи времето, да при крај на годината веќе можеме да ги воведеме во работа. Секако, овде има уште низа на други активности за кои што денеска заедно со стопанствениците, министерот Бочварски, но и со градоначалниците ќе зборуваме. Ќе зборуваме и за експресните патишта, ќе зборуваме дали експресните патишта во овој момент се подобро решение од автопатски патишта и така натаму, но се со цел да граѓаните и трансферот на стоки и услуги биде побрзо од што денеска го имаме. Затоа што само така ќе направиме поконкурентен регион. Секако со стопанствениците денеска ќе зборувам за актуелната ситуација, за мерките кои што ги предвидуваме за поддршка на компаниите и за сите антикризни мерки. Знаете дека веќе сме при крај на подготовка на 5-тиот пакет антикризни мерки, кои што би требало директно да помогнат не само на стопанството, туку и на сите други граѓани. Но секако ќе зборуваме и за сите други проблеми со кои што стопанствениците се соочуваат, а ние како влада сакаме да најдеме системски решенија за истите. На крај би сакал да напомнам дека владата веќе донесе одредени системски решенија, донесе решенија кои што
укажуваат и го креираат амбиентот за бизнеси да биде поконкурентен. А тоа се автономните мерки за укинување или намалување на царински давачки за одредени тарифни броеви кои што важат за производство. Но секако ние целиме да царинскиот тарифник целосно го согласиме со тој на Европска Унија. Пред сите нас е многу работа. Треба да ги реализираме предвидените активности, но јас сум убеден во едно, дека само заеднички ќе успееме во тоа. Пелагонискиот регион, но и целата држава имаат светла иднина. Очекувам оваа година да биде година на економско заздравување, закрепнување или рестарт на економијата. А во наредните години заедно да продолжиме во тоа што ние го викаме нова развојна економија за повисока конкурентност, стабилен раст и секако подобар живот на граѓаните.